Добре дојдовте во втората епизода од серијата емисии Моја приказна. Јас сум Гораст и секој вторник ќе се гледаме во живо на македонската телевизија од нашето студио во Europe House. Ќе разговараме за теми кои што најмногу ги засегаат младите. Теми како што се невработеност, начини на школување и дообразување во странство, домашни и љубовни проблеми, зависност од социјални мрежи и општо теми кои што вие ќе ни ги предлагате да ги разработиме. Минатата недела разговаравме на темата Erasmus Plus и кои се придобивките од таа тип на школување или на размена на ученици, колаборацијата помеѓу студенти, културна размена, размена на искуства, пракса во компании надвор од Македонија. На гости имавме представници од Националната агенција, имавме представници на младите европски амбасадори тука со нас во студиото и имавме ученици кои што беа директно вклучени во некоја од размените кои што ги нуди Erasmus Plus програмата. Но, да не ви објаснувам се, мислам дека може да погледнеме едно кратко видевце и да видиме како поминавме минатиот пат. Помагат на дечкиве за да можат да стигнат до информации за Erasmus? Впрочем, целата идеја на создавање на We Balkans организацијата и групата на европски млади амбасадори кои што произлегува од истата е да им помогнеме на младите да ги надменат сите оние предизвици со кои што се соочуваат. Самиот проект е базиран со тоа што беа повеќе држави споени и бидејќи беше обновлива енергија, обновливи извори на енергија, секој во различна држава се опфаќаа различни видови на обновлива енергија. Дали може да го искористиме овој момент да поздравиме еден наш драг пријател? Од Финска ли? Не, од Португалија. Едуардо. Од Португалија. Да. По програмата што беше целосно 2014-2020 година, околу 680 проекти се грантирани, апликации од околу 2000 организации на 32.000 учесника. Од Македонија? Да, само од Македонија? Да, каде што имаме со стратешки партнерства, каде што најголеми стратешки партнерства највеќе имаме во Шпанија, Италија и Турција. Кој е правиот бенефит, мислам дека најдобро опишува една реченица од холандскиот филозоф Еразмот Дармски, по која е именувана оваа програма, кој што вели јас сум граѓанин на светот, познат со секој, странен со секој. И мислам дека Еразмус те прави токму тоа, да бидеш граѓанин на светот, затоа што ги прошируваат твоите хоризонти и ментално и физички. Тука те чекав. Така е, волонтерите, си имам домашно да напишам, да знам. Супер, си поминавме минатиот пат, се надевам дека и овој пат ќе биде, нема да биде исклучок. Во денешно време се уште постојат луѓе кои што не можат да ги разберат целите и мотивите тоа да некој работи доброволно без финансиски надомест. Волонтерството датира повеќе од 1000 години, а сега во моментов е дури и дефинирано со закон. Денес е тешко да се зборува за волонтерство без да се разбере целиот концепт на филантропија. Волонтерството е еден општествен феномен кој што е многу моќен во градењето на едно современо граѓанско општество. Денес во студиото имаме луѓе кои што се директно инволвирани во оваа тема волонтерство. Јас ќе ви ги представам. Значи, тука со нас е Ана Ќупева, млад европски амбасадор. Здраво, Ана. Здраво. Го имаме Петар Касапинов, кој е одговорен за човекови ресурси во ИАСТ Македонија. Здраво, здраво. Марко Паловски, мојот пријател, долгогодишен соработник, во моментов е систем инженер и долгогодишен волонтер. Јас тебе те запознав како волонтер. Да. И ќе те памтам како волонтер, така си ми пишеш во мобилен да знаеш. На Global Young Jam во 2013. Значи ти можеш да станеш и астронаут во НАСА, ама кај мене во мобилен секогаш ќе бидеш Марко Паловски волонтер. Волонтери.
Потоа имаме Селина Ниеми, кој што е мултимедија координатор во волонтерскиот центар во Скопје. Hi Селина, how are you? I'm doing great, thank you. Yes. Добро, Го благодарам. имаме Никола Станковски, кој што е директор на волонтерскиот центар во Скопје. Здраво, здраво. И Бојана Пачемска. Добро, кажав? Да. Така е, Бојана Пачемска, раководител одговорен за маркетинг во ISEC Македонија. Здраво. Добро дојдовте на сите. Јас сепак се уште се чудам како тоа луѓе се уште се прашуваат и него одоброволуваат и него поддржуваат волонтерството под изговор дека е тоа трошење време, дека тоа е нешто кое што само ненормални го прават и така натаму и така натаму. На почетокот би сакал да го прашам Никола како функционира изборот на волонтери. Значи има како е принципот, кој прв дојде, прв се пријави, тој го земаме, или тој што има најмногу врски, или тој што има најголемо искуство, или тој што е најстар, или како иде тоа? Така, во зависност значи од програмите и активностите, значи селекцијата на тоа е пак своја иницијатива. Секој треба да покаже иницијатива и мотивација за да биде волонтер. Никој на сила не те форсира да волонтираш, али во глобала во нашите програми кои се поврзани со Erasmus Plus програмата за испраќање волонтери во странство и кога примаме волонтери од Европска унија во Македонија, има одредени критериуми кои треба дали волонтерите да ги исполнат. Например, да бидат од 16 до 30 години возраст, да имаат основно познање на англиски јазик, но тоа е поврзано со програмите. Ако сакаш да бидеш волонтер во Македонија и во некоја организација, претпоставам и смислам дека треба да бидеш највише мотивиран и нема некоја граница, туку секој може биде волонтер. Само треба да имаш иницијатива, мотивација и како што викаат од 9 до 90 години. Волонтерски центар е државна институција, невладина институција? Не, невладина организација е волонтерски центар кој постои од 2006 година, веќе ова ни е 15 година. И постар од мене. Имаме јубилеј ова година, така да до сега сме отворени за сите млади луѓе и стари, значи без да се земе во контекст нивната возраст. Принципот е доаѓам кај вас, викам здраво, сакам да волонтирам и така и ние имаме одреден број на програми со кои и активности со кои соработуваме. Соработуваме со посебна школа за деца со посебни потреби, соработуваме со центар за деца од улица во Шуторизари, имаме програма за еколошки акции, така да треба пред се да израдиш желба во кој сектор и во која област сака да се вклучиш. Така да и ние веќе даваме насоки што може да помогнеш во организацијата, имаме списание кое го издава месечно, треба преведуваш, треба да се пишуваат текстови, треба да се едитираат, ќе има акции, така да волонтерите се запознаваат за програмата која имаме во наредни месеци и буквално секој има можност, нема конкретен услов. Битно е да бидеш да имаш чувство на припадност и да бидеш вклучен во тоа што ќе се пријавиш. Так. Како функционира тоа со другите земји? Например, еве Селина е исто така во волонтерски центар, така. Селина, кажи ми ти како испадна да заглавиш кај Никола во цела работа? Која е твојата приказна? Што се случи? Do you want the long or the short version? Oh, the longest. Yeah, the one with everything. Well, actually it goes back to 2016. I have no idea of тоа volunteering in that датира уште од 2006-та, јас и не имав идеја дека ќе завршам како волонтер за Erasmus и тогаш го среднав Никола во Скопје во 2016-та и тие отворија светот на Erasmus и да волонтирање за мене и така се роди мојата идеја да се вклучам тогаш. Денес после толку време доаѓам во Македонија да започнам со мојот значи, проект за европска солидарност. Ти можеше да бираш во која земја додиш или автоматски те депортира каде што одлучија од твојата организација? I'm still listening to you. Yes. It's a personal decision. Тоа е лична одлука, обично луѓето како јас сами ги избираат земјата и сите е така? И кај, не знам, например, може да си избереш кај сакаш да волонтираш, сега конкретно не во која земја, ама на кој проект може да се волонтира, кој сака? Да, конкретно се избира во ISEC, проектот во кој што сакаш да волонтираш, меѓутоа исто така избираш и самата држава. Така што има можности глобални, меѓутоа има можности и тука. Работиме на повеќе видови проекти, така што дефинитивно можат да изберат нели во која држава сакаат, дали сакаат во Македонија или пак сакаат во некоја друга држава на некој друг
на некоја друга држава и така натаму и така натаму. Така што си избираат проектот, меѓутоа го избираат и самата држава во која што сакаат да одат. Нема никои не знам компетенции кои што треба да ги има критериуми, да ги има, да речеме, волонтерот. Не можем да речеме сега, јас можеби сакам да одам да волонтирам на фарма за, не знам, стрижење овци, ама ако едноставно немам хват и немам познавање од тоа како се регулира тоа уопште. Во нашиот случај пак треба да имаш мотивација и основно познавање на англискиот јазик и да имаш некој интерес во темата на која ќе волонтираш. Значи не се толку тешки условите, не се многу строги. Битно е да имаш 16 години до 30 години во врска со Erasmus Plus и да одбереш, нели, пак има критериум кој треба да го исполниш во Македонија, ама сепак и земјата која те прима, организацијата, имаат некои свои услови. Ако е за стрижење овци конкретно, може ќе те праша дали знаеш да држиш соодветно. Иронијата е дека јас би одел да стрижам нешто, ама нели секогаш така живееме таков свет. Малце ја чепнавме темата, да видиме еден прилог кој што ќе ни каже малце подетално за волонтерството и продолжуваме со другите гости кои што од преска чекаат и цупкаат да ги прашам нешто. Волонтерството е практика на луѓе кои работат за доброто на останатите, без мотив за каква било финансиска или материјална добивка. Општо земено се смета за алтруистичка активност намената за промовирање добра или за подобрување на квалитетот на животот. Овој општествен феномен е моќен извор за градење на едно демократско интегрирано општество. Зборот има француско потекло и доаѓа од зборот волонтер, што значи доброволно. Денес е тешко да се зборува за волонтерството без да се разбере концептот за филантропија. Широк е диапазонот на цели и мотиви заради кои што некој се одлучува да работи без финансиски надоместок. Токму затоа, волонтерството се дефинира како алатка за поттикнување на одговорност и активност кај секој поединец, кој се стреми кон вредностите на Европската унија: демократија, солидарност и општествен придонес. Во глобална рамка се проценува дека 109 милиони волонтери по сопствена волја се ангажирани во различни сегменти. 30% од целокупниот волонтерски систем се спроведува преку невладините организации, а дури 70% преку неформален принцип на ангажирање. Волонтерството е дефинирано со закон кој точно ги дефинира неговите активности и суштина. Па така, како организатор на волонтерската работа може да се јави здружение на граѓани и фондација, верска заедница или религиозна група, орган на државна власт и единица на локална самоуправа. Ја спомнав на почетокот темата, односно мојот впечаток и се уште се судирам со тие моменти дека цело време волонтерството не се добрува од голем дел од луѓето, иако тоа е, нели, фала Богу, малце напреднато и малку луѓето се повеќе се инволвираат и јасно им е за што станува збор. Символично ми летна тоа за стрижење овци, ама некој така ќе го кажат. Марко, ти имаш искуство со волонтери и како волонтер и како организатор на волонтери на повеќе настани. Јас знам дека нас не беше на Global Game Jam, додовте онака масовно за толку прилично, условно кажано, мал настан 15 луѓе. Знам дека Бубамара, ако не се лажам, исто така ве користи. Кажи ми интересира цело време тоа, им се покриваат ли некакви трошоци на волонтерите, освен маичка и нели или една вода? Па во сите деве, како што знаеш ти, во сите јака што сум вклучен активности, тоа е, значи, прво правило да мора да им се покријат трошоците, зависно се каков е проектот и за што се однесува. Тоа покривање на трошоци зборуваме за патни трошоци или и хонорар? Зависно од активноста, како што наведов. Ако е негде на друго место во друг град, секако дека им се обезбедува патни трошоци, трошоци за сместување или зависно што вклучува, пример, ужина, 2 ужини во текот на какава е активноста. И од некои од активностите, како што ти начна, може да бидат вклучени со хонорар. Обично тие активности кај што има хонорар, овие патни трошоци или другите или им се вклучени директно во хонорарот, или пак сме имали случаи каде што и двете биле покриени од, нели, плюс имаш хонорар и плюс се обезбедени патните трошоци. Сепак тоа мислам дека зависи од кој организацијата што се случува,
каква активност е таа, што настан се организира и нели каква инволвираност е, така да ова можам да кажам од мое лично искуство и знам дека на многу наврати јас сум се и што може да се каже дека сум ургирал на вакви ствари за да може да се покријат, пошто нели сепак ако доаѓа некој да помогне да волонтира, не значи дека он доаѓа доброволно и све доброволно, он треба сам да обезбеди да нели да се пожртвува за таа активност или проект да биде успешен. А кој е најголемиот проект што ти си учествувал, односно во проект во кој што имало најмногу волонтери вклучени? Да, Гуамара е една од поголемите, али најголем би кажал УЕФА Суперкупот, кој што се одржуваше 2017 тука во Македонија, мислам дека не ме фаќа за збор околу 150 волонтери до 200 беа. Кој ги координираше ти? Таму не ги координав, значи јас имаше по како да кажам од УЕФ имаше луѓе, тука локално од Македонија од ФФМ, али во главно во селекцијата доста учествував во како да кажам во регрутацијата или во наоѓањето на волонтери кои што би сакале да се приклучат. И за тука не треба да се напомене дека мислам дека Скопски маратон е најголем со волонтери, барем во Македонија. За секој шише по еден волонтери? Па не сум сигурен, ама има мислам дека над 300 волонтери негде. Не можам да зборам, мислам, не знам. Ве контактираа вас од УЕФА? Мислам, или мора да бидете вие сконтактирали или може да ве скокнат вас како тело? Мислам, тоа е независно, иначе исто ние бевме дел од таа организација, нашите волонтери беа одговорни за штандовите на УЕФА, а исто може да дополнам, исто сме били сега година сме дел од Скопскиот маратон. Значи секој независно те контактира, ако има потреба, луѓето го отвараат повикот јавно за сите волонтери, некогаш контактираат организации, некогаш контактираат институции, некогаш контактираат образовни институции каде што може полесно да се дојде до таа таргет група на волонтери. Значи така да нема врзувачка кога ќе контактира. Чисто да сумирам. Ако сакам да волонтирам или некој ако сака да волонтира, доволно е да ви сконтактира било кој од вас, да ви остави податоци потребни и после тоа вие ќе го регрутирате кога ќе има потреба од него. За сите организации тоа важи? Кај нас така важи, да. Најверојатно, најчесто што се случува, всушност сите организации соработуваме едни со други, така што голем број од проектите ни се поклопуваат и ги искористуваме, например, можностите на едната организација заедно со другата, така што често пати сакаме нашата цел да оствариме или остварување на лидерство во самата држава кај младите, со најчесто самите цели ни се доста слични и доста исти, така што мноштво правиме некакој вид на соработки. А добро, ИАС е на техничките факултети, така? АјСЕК е на економските. Меѓутоа, иако е на економскиот, ние се фокусираме на сите млади во државата. А мора да се студенти луѓето веројатно, баш таму на тој факултет, за да бидат членови? Не. Значи може некој од електора да дојде Да, дефинитивно. Кај вас и обратно, така? Нас мора да се студенти, зашто нашата организација се занимава со размена на пракси, студентски пракси, нормално за да отидеш на студентска пракса во странство мора да си студент. Многу е глупо јас да отидам на студентска пракса. Иако би сакал, да кажам, ако некој има студентска пракса и сака да ме викне, нека дојде. А добро, ако волонтерот земе хонорар, нели престанува да биде волонтер, што стана во тој момент? Платен волонтер се нарекува тоа и доста од организациите всушност се делат на волонтери кои што се волонтери без хонорар, кои што им се покриени трошоците оние кои што се случуваат во организацијата, меѓутоа дел од нив се всушност и платени волонтери. Конкретно во АјСЕК ние немаме платени волонтери, меѓутоа многу често луѓето кои што доаѓаат да волонтираат кај нас имаат и волонтерство на страна каде што всушност земаат хонорар или земаат некакво покривање за оние она време кој што го трошат во самата организација. Ана, како функционира тоа? Ако некој добие повик за волонтерство и не му се допаѓа локацијата, не му се допаѓа компанијата, не знам, улогата, може да го одбие тоа, после тоа ќе има поени негативни, нема да го викаат после тоа, ќе го замрзат, ќе го избегнуваат, ќе го хейтаат на социјални мрежи или? Не верувам дека ќе го хейтаат или дека ќе му пишат еден голем минус, но претпоставувам дека едноставно доколку волонтерот не се интересира за таа насока, за таа област, не може да волонтира или можеби не сака, нема мотивација, но од друга страна пак може да се заинтересирува за друга работа, друга сфера што го интересира и може да биде поактивен на тоа поле него ли на каде компанијата, каде организацијата ќе го повика. Ме интересира сега во време на пандемија, како што и еден куп работи се сменија, претпоставаме дека волонтерството се смени. Како се одвиваат работите сега? Мислам дека пандемијата, може сите тука да се согласиме, дека беше доста предизвикувачки за сите нас како волонтери, ама сепак јас искрено сум презадоволна од сите млади кои досега беа волонтери, како напредна работата.
затоа што колку и да беше долго, колку и да беше стационирано едно монотоно чувство сите што го почувствувавме едно време, мислам дека многу сите не замисли целата ситуација на идни волонтерски проекти да се организираат, што можеби сакаме да се насочиме кон кои волонтерски проекти ние сакаме да се пријавиме или да учествуваме. Мислам дека и младите најчесто се оние кои што највеќе се адаптираат, така што за млади волонтери мислам дека беше оној процес кај што преку адаптација всушност многу полесно се адаптиравме преку социјални мрежи, преку Google онлайн платформи на кои што ги вршевме тие средби. Добро, физичко волонтирање мене има повеќе смисла. Онлайн волонтирање е малку аргатија во цела ситуација. Не е тоа што беше, ама мора некако да се снаоѓаме сега. Баш во време на пандемија се види потребата на кои сектори има поголема поддршка од волонтери баш во времето на пандемијата. Бројот на волонтерите се зголеми, мислам јас, бидејќи имаше многу луѓе кои има потреба за поддршка, стари луѓе, бездомници, Црвен крст, многу луѓе се мотивира за да се вклучат во повеќе организации или други институции каде што ќе можат да допринесат. И плюс и во нашиот сектор каде што носиме странски волонтери во Македонија и испраќаме. Доаѓа странски волонтери за време на пандемијата кога имаше локдаун. Само на почетокот, таму помеѓу март и април, скоро све застана и сите летови проекти беа откажани, но во летото... Добро, тоа не беше до вас во принцип. Да, али мијатата година имавме можност да примеме преку 20 волонтери кои дојдоа на кратки и долги проекти, така да и нашиот млади луѓе од Македонија замина и не се врати. 8 млади замина во Португалија, во Шпанија. Да, се уште им трае проектот и сега со новите правила дали ќе има некои построги мерки за патување во Европската унија, се уште не сме запознаени. Така. Али интересот постои кај младите. Петар, постои едукација за волонтерство? Во нашата организација постои, да, редовно организираме настани за новите членови да ги едуцираме што е нашата организација и како они можат да бидат поактивни. Исто така имаме настани кај што едуцираме новите членови што сакаат да преземат некоја нова функција. Пример, јас сум одговорен за човечки ресурси и еден период мене ми објаснуваа како треба и што треба да правам. Така има некои за маркетинг и така има разни настани. Колку луѓе има во вашата организација? Зборам во врвот горе, во организацијата баш. Во бордот наш има околу максимум 10 со полноправни и неполноправни функции. Така. А членови? Се на се има активни околу 20 би рекол, 30. Збориме за членови кои што членуваат? Моментов се активни. Така. Има повеќе што се постари, ама тие се како тука се само како да не уходат нас помладите членови. Јас чекај, сите, пошто јас имав дојдено еднашка на еден состанок на ИАСТ и си отидов одака одма инстант, пошто ми се виде некако тоа многу околишење, многу кружење за нешто што не си баш сигурен дека на крај ќе испадне нешто од тоа. Освен тоа што сам може да те мотивира, има нешто друго што ги мотивира луѓето? На почеток кога бев јас прва година на факултет, исто јас имав таква стигма за овие организации, си викав како да не се оние. Значи не е само до мене. Не. Си викав да не се коние братствана во Америка, што се по филмовите. Така многу луѓе имам за приметено. Си мисла дека се случува, ама воопшто не е тоа. Прво бев во една организација истек. Нашите се поштури, нема коледж јакни, нема големи дрвени порти, не е темно, не се облака, така да нема. Ама полекако се запознав со сите дечки што се уклучени во организацијата и како видов дека се кул дечки и плюс дека ова е можност јас ако сакам да си ја усовршам, да речеме, кариерата, би било одлична прилика. Те прифатија во сектата и све заборави. Сега јас привлекувам нови членови. Све родело секташи. Шална страна, направивме една анкета во Куманово. Сара ни помогна за тоа да видиме колку младите знаат за волонтерство, какво мислење имаат за тоа. Бевме и до Битола, поминавме доста луѓе да видиме што одговори они. Здраво, јас сум Наталија, денеска сме во Куманово и јас ги прашувам моите сограѓани дали знаат што е волонтерство и дали биле волонтери. Здраво? Здраво! Дали знаете што е волонтерство? Да. И ние веќе самите сме волонтери. Волонтерство представува еден вид на своеволна работа без никакви парични бенефиции. Да, исто јас сум така волонтер, веќе 2 години и многу интересно да се волонтер.
Па волонтеризам е кога правиш нешто и не очекуваш ништо во возврат. Не. Да, знам. За Србија трест. Дали сте запознани со законот за волонтерство? Да, релативно сум запознат со тој закон. Волонтерството можам да речам дека релативно застапено во баш овој период, бидејќи имаме сепак се повеќе закони што се на наша страна, на страна на младите и на страна на сите невладини организации. Функционира релативно добро, иако имаме некои, да речам, попречености што се од страна на некои тези, да ги речам, или било какви такви работи што се за волонтерството, сепак менталитетот што е од страна на, да речам, постарите, како од типот на вие одите таму без пари. И така слични работи, тие се на некои негативни страни, иначе релативно функционира. Јас сум запознаен со законот за волонтерство, ама немам учествувано до сега. Да, прилично сум запознаена, особено преку социјалните мрежи. Законот за волонтерство кај нас е донесен пред нешто повеќе од една деценија и доста има интерес за него. Дали би волонтирала? Да, би волонтирала. Например, би волонтирала во Сдружение за заштита на животните. Да, Младински културен центар и на културни фестивали во Битка. Исто јас. Тоа е хумана работа и е добро да се волонтира. Да се волонтира на луѓе кои не се во можност да обезбедат услови за живот и друго. Добро е бидејќи помош е за секој. Јас на шео кажав тоа секташи, вие ми искаравте, ама мене беше тоа панчлайн за следното што сакам да ја прашам. Има стигма дека тоа е тамо некоја група на студенти, невладини, нешто прават, нешто нејасно. Како се борите против тој лош пиар? Па не би го рекла лош пиар, меѓутоа дефинитивно нели она гласина која што може да пусти во општеството, најмногу заради тие предрасуди кои што доаѓаат, например, вие сте секта или вие одите тамо на некој начин одите не ве плаќаат као зошто одите уопште тамо. Секогаш ми е смешно. Да, малку. Така што дефинитивно како организација било која невладен сектор, мислам голем дел од нив или било која организација која што се труди нели за младите и за правата на младите општо во државата, сепак всушност е тука за младите и е тука дали преку членување или преку проекти, всушност да се надоградат некои вештини кај младите. Вештини кои што податокм ќе им помогнат, не знам, во однос на професионалната иднина или било какви вештини кои што подоцна во самата иднина, нели како граѓани на самата држава, всушност ќе допринесат за тие како личност повеќе да се развијат. Анкетата кога ја правевме, можам да заклучам дека многу младите многу добро знаат, дури и оние што не волонтираат, знаат добро што е волонтерството и добро ги познаваат, ги знаат и лошата и добрата страна на волонтерството и нели ово што го кажавте и вие. Селина, кажи ми на кој проект работите во Македонија вие сега во моментов? Actually, we were mentioning previously that like online volunteering. Да, веќе споменавме онлайн волонтирање. Мојата работа практично во голема мера се одвива онлайн затоа што работам на полето на медиумите и значи постои списание за кое што работиме како волонтери меѓународно, тоа е онлайн работа на полето на новинарството. Не разбирам. Ти дојде во Македонија за да работиш онлайн за странски магазин. Well, that's kind of the case, of course. Така е, at the moment, especially, it's mostly online. Во моментот работата главно се одвива онлайн. Се разбираме, имаме различни видови на работа на млади во организациите, организираме работни целници за луѓето во средно училиште во рамките на формалното образование, локални активности на Скопје, тоа се активности кои што во нормални околности ќе би представувале многу поголема активност затоа што да, сега се многу популарни акциите на чистење на ѓубре од сегде, више уште малку и од под дома ќе почнат да чистат луѓе, доброволци од надвор да дојдат. Кажи ми, до кога трае да речеме конкретно проектот со онлайн магазинот? Our magazine Voices has been already 15 years. Списанието после веќе 15 години, така што не... А добра, колку време си ти во Македонија? Долго време.
I have been in Macedonia for Тука сум over 2 years. веќе 3 години, над 3 години. И нема Така некој рок крајен кај што ти мораш да речеш крај, доста беше, си одам назад, си ги собирам парталите и толку чаа. If you want to throw me out from the country. No, actually I don't. No, не. At the moment, I don't actually see the point that I'm gonna leave this country. Во моментов не гледам момент во кој што јас би ја напуштила. Баш напротив, јас мислам супер е тој став што го имаш, само ме интересираше што ќе се случи после тој проектот, кога ќе заврши еден проект, како ги швајцаш проект за проект, како ги лепиш? Well, it's going with the flow and with the help for the Erasmus programs and my organization. So when I first I was here as a volunteer for 1 year, then I went through that through Erasmus for Текот на една година работев за Erasmus Plus, што е исто така една програма и од така почнав со она работа што работам во моментот и координирам во тие поведенија. Европскиот волонтерски сервис преку Erasmus Plus трае од 2 до 12 месеци. И тоа завршува. И кога ќе заврши програмата, ние најдовме друг начин како што може да остане, тоа беше друга програма од Европска унија. Само да не си оди. Само да не си оди, се ќе најдеме. И после таа програма направивме интерен проект кај што она преку наши средства го покрием. Тоа го организиравте вие или Селина мораше да се јави во низината матична куќа, да речеме волонтерска куќа во Финска, ако не се лажам? Во Финска, да. За волонтерското искуство преку Erasmus Plus беше во соработка со матичната организација во Финска и нашата организација, која преку грант од Финската национална агенција, пошто препоставам ја пат имавте гостин од директорот од нашата агенција, тие средства сите се финансирани преку тие национални агенции која секоја држава корисник на програмата ги има. Така да прво таму аплицирава, после аплициравме за друг грант и сега со наши средства веќе трета година останува како активен стратешки волонтер во нашата организација, кај што Селина е фокусирана да го разработува нашиот мултимедијален дел, веб-сајтови, страна, исто помага на други организации да развијат своји платформи, поготово фокусирани на заштита на животната средина, бидејќи тоа е еден горчлив проблем со кој се соочува нашето општество и ќе изчистим, полека. Ќе изчистиме уште малцина. Мала е среќа, е мала земјата, полека ќе изчистиме. Очекување сме трупи од Финска да дојдат да помогнат. Така е, значи ние не можеме да испрљаме толку колку што сме инат, така да ќе изчистиме, гарантирам. Ана, кажи ми, има некоја врска човек на колку места може да волонтира? Од мое лично искуство нема врска, затоа што најчесто луѓето кои како мене, еве на пример, ќе се земам за пример, имам доста интереси, не можам да ги поделам и знам дека никогаш нема да можам да одлучам само на едно место да волонтирам, така што би рекла дека нема врска на колку места, само што да биде многу по-сигурен во тоа што го прави и да биде во тек со настаните од сите места, бидејќи е многу тешко на некој начин да се сите тие 4-5 места каде што волонтира да се расчаречи, што би рекле во Битол. Да, затоа би рекла дека може да волонтира и е убаво да волонтира затоа што од секој опсек, од секоја сфера си зима по некој искуство, си зима по нешто ново, учи нешто ново и се надоградува себе си, а при тоа помага на околината и на општеството во кое живее. Така. Кажи ми, Петар, според тебе кој е најголемиот бенефит за волонтерство? Мислам, ако јас го упатувам кон Петар, ме интересира од сите од вас поединечно да го чуем, затоа што секој во ваков тип на работи наоѓа своја љубов, свој бенефит, нешто што за него лично е најдобро што го добил. Петар, повели. Лично за мене најголемите бенефити беа и уште се што се тренираш како да соработуваш подобро со луѓе, дека на факултет, поготоа на технички факултети, тоа не обрнуваат внимание многу да те едуцираат, така што мораш... Те молам, немој вакви гласини да шириш. Јас сум добро едуциран од нашите технички факултети, барем првата година. И многу интересно ми е што можеш да видиш како е да работиш во тим, што тоа потоа би те припремило во поголемиот свет, да те припреми во фирма да работиш во група со повеќе луѓе, во некоја поголема волонтерска организација. За сите истото важи или има уште некој нешто дополнително што му е
Мислам дека ако почнеме да набројуваме, онака до утре ќе останеме тука. Enlighten me. Не, па доброто е што всушност е неформална едукација, како што кажа, ќе се надобра за малку да го сменам како изразот. Всушност формалното образование не учи, дефинитивно не учиме многу работи со тоа, меѓутоа битен момент е неформалното образование, заради тоа што комуникација или вештини во однос на самодоверба, комуникација со други луѓе, комуникација професионално, меѓутоа и да се има комуникација надвор од работа или некои други вештини, како на пример добро зборување на англиски или општо некои такви специфични вештини кои што не се добиваат во формалното образование, се повеќе и повеќе стануваат многу важен дел и се важен дел од едукацијата. Така да тие вештини или тоа неформално образование најдобро се стекнува во самите невладини сектори, во невладини организации. Така, Марко, ме интересира, има предности тоа што си волонтирал или си во моментов волонтер кога станува збор за вработување такво ортодоксно вработување нели со платено здравствено и така натаму? Па би рекол зависи до компанијата, но во денешно време гледам дека се поголем број на компаниите тоа го гледаат како плюс. Не во насока бидејќи ти си волонтирал точно како што додадоа сите дека нели имаш подобри soft skills, неформално образование, него првата цел мислам што ја гледаат е дека сакаш да земеш да се вклучиш во нешто, да земеш некој челендж, што дури е и твој волонтерски као добро, дај ќе се вклучиме, ќе направиме промена, бидејќи можем да кажем исто еве во IT компаниите тоа е многу како good point, као добра цел. Фраер, пазете, дојде волонтерот, леле, многу јако, ама овој знае се, не, волонтери земи го. Ама он појма нема, не, земи го. Ама он само ни донесе нешто, земи го. Пошто во денешниве компании сакаат да има нели луѓе каде што сакаат да се наградуваат, да се впуштаат во нови предизвици и тоа е како да кажам, ако си бил волонтер веќе тоа го имаш и научен си, би сакал уште повеќе во тоа да се фокусираш, а секако како и на прво што го напоменавме, искуството што го имаш стекнато низ тие акции, проекти и нели, каде што си вработен од 9 до 5, условно кажано, волонтираш уште? Кога како ми дава времето, али повеќе сум како што знаеш асоциран кога можам или да најдам за нели рекрутација или видиш, координација во таа насока, веќе она класично ретко. Координацијата повторно иде преку тебе. Предлагам да дзирнеме, имаме направено еден прилог, односно ние си го викаме прилог, а тоа е уствари главното, тоа е мојата сторија. Имаме од Куманово и таму имаме Сем и Ана, да видиме како они волонтираат во нивниот центар за волонтирање во Куманово. Ајде. Здраво, дечки, јас сум Ана Марија. Денес мислев да се прошетам некаде на кафе, но времето е за нигде. Сега уште малку ќе се разодам, ќе стигнем до центарот. Овој центар е навистина многу интересно место, бидејќи е место за дружење на кумановците. Тука доаѓаме сите кога сите имаме слободно време, се дружиме, си гледаме што има интересно, има филмови, има игрички, има деца од било која возраст. Тука доаѓаат и од млади години, и од постари, ние средношколците, па дури и уште постари. Овдека е место за сите. Супер, вратава се отворени, има некој внатре. Здраво, дечки, како сте? Ова е Сем, мојата најдобра другарка, и денес изгледа дека има состанок со Girl Up. Те молам, Сем, раскажи ја твојата приказна. Unë me punë vullnetare kam filluar prej në fillore me projekte më të vogla të organizuara në kuadër të shkollës dhe gjithmonë kam tërhequr. Pastaj gradualisht kam filluar edhe në projekte me tema më të rëndësishme shoqërore, si për shembull projekte në lidhje me bashkëpunimin multietnik, po ashtu dhe organizime në mbrojtjen e mjedisit. Gjithmonë kam vazhduar kështu në mënyrë vullnetare dhe I kam pasur me dëshirë të madhe.
Ndërsa sot jam organizatore, do me thënë koordinatore e vullnetarëve lokal këtu në CID dhe për momentin po punoj me një projekt në lidhje me një klub që quhet Girl Up, është i gjithi ka të bëjë me barazinë gjinore dhe po ashtu një ndër aktivitetet më të që po i bëjmë për momentin kanë të bëjnë me një klub libri ku neve mblidhemi çdo muaj, së bashku e zgjedhim një libër dhe në fund të muajit mblidhemi së bashku në një meeting në Zoom dhe diskutojmë ata. Me anë të punëve vullnetare kam fituar shumë eksperjenca të ndryshme, kam udhëtuar në vende dhe shtete që nuk i kam parë më përpara, po ashtu dhe kam krijuar miqësi shumë të mira. Ти не станкрила работиш? Да, имаме митинг. Овој проект е навистина интересен. Волонтерската работа има многу користи, од кои што едни се организирање на забави. Се сеќаш ли на последнава забава? Да, за Халоуин. Да, многу беше интересна забава. Тоа е една навистина успешна волонтерска акција. Да, жал ми е дека ова година не можеме да организираме ништо. Добро, ми состанокот на Zoom беше окей. Волонтерството во нашиот град има голем одзив меѓу младите. Младинскиот центар е место каде се собираат волонтерите, тука заедно ги имплементираме нашите идеи, планови, дружења и забави. И покрај мене Ана Марија, Младинскиот центар брои околу 200 волонтери кои заеднички учествува на многу волонтерски акции, како например Born to Run трката, дневна програма на Младинскиот центар, еколошката акција, Мрни со прсти и многу други. Ете, според нив видовме што е за нив најдоброто. Ме интересира да продолжиме од темата од претходно. Ана? Да, јас би рекла дека една од другите придобивки што ги нуди волонтерството е свесноста. Свесноста за себе, ама и свесноста за општеството во кое ние и околината во кој ние се развиваме и живееме. Би рекла дека иако звучи можеби смотано да речам свесни, но јас сметам дека сите волонтери, веќе кога сите го правиме првиот чекор и се впуштаме во волонтерските води, така наречени, сметам дека имаме малку поголема свест од она што се случува, затоа што сите млади да знаат што точно се случува и сите тие пасивни групи кои се уште не се заинтересирани и не волонтираат, да знаат што се случува, верувајте, ќе имаше прелив на волонтерија, тоа се уште не се случува. Така што би рекла волонтерството нуди една свесност што се случува околу нас, сите глобални проблеми на кои е потребно интервентно, на кои е потребно одма да се решат и на кои одма да се направат некакви реформи. И пред се нели тука доаѓа и придобивката свесност за себе, кои се моите лоши страни, на што јас треба да поработам, на што јас што е добро и на што можам со тоа да продолжам да го развивам во иднина. Така. Од друга страна, веќе додадам преку волонтирањето имаме можност лично да иградеме своите капацитети, да стекнеме нови искуства и нови алатки со кои ќе се справуваме во животот, лично наградување. Од друга страна, имаме можност да отвориме нашите хоризонти, поготово преку овие меѓународни волонтерски активности кои ги нуди нашите организации и европските програми. Еве јас лично пред 17 години бев волонтер на едногодишен проект во Литванија и преку тоа едногодишно искуство научив, лично влијаеше на мојот личен развој и преку кој дојде до отварање на оваа организација во која и работиме денеска веќе 15 години, дава можност за младите луѓе да ги искористуваат можностите за европски волонтерски активности и други придобивки. 15 години работи за џабе. Па добро, најдовме начин како тоа да не биде џабе, али имаше долг период кога се работеше волонтерски, но сега мора да се плаќаат трошоци и даноци на државата. Така, плати и предонеси. Претпоставам, Петар, зависи од организацијата што ќе добиеш назад. Тие бенефити ќе зависат сега од каква е целта на организацијата. Ако е некоја цел што треба да помогне на општеството, да речеме, тогаш тоа би било одлично за таквите луѓе што сакаат многу да помагаат. Ако е некоја за развивање на меки вештини, како што е например ISEC, тоа би било одлична прилика. Ако е некоја за студентски пракси, тоа би било добра опција и есте. Така што има место за секој што сака да се уклучи во ваквите волонтерски работи. Законска регулатива знам дека има решено, ставено е во рамка. Има закон, веќе кој исто сме биле дел од тој законска процедура од 2007-2008 година, постои закон за волонтирање кој последниве години се регулираат обврските, правните обврски на волонтерите, начинот на кој се регулира волонтерската работа,
конкретно на пример, ако сака некој формула да донесе волонтер во својата организација, треба да го пријави волонтерот во МТСП, да му извади волонтерска книжка, волонтерски договор, некои работи кои се покажаа дека не се функционални, па сега се прават некои законски измени. Чекај, не веле дека треба да имаш книжка волонтерска? Па со првиот закон се донесе и имаше одреден број на книжки, како што и млади луѓе кои волонтираат доаѓа кај нас да им ставиме печат, како што е многу комплицирано бе дечки. Да, беше застарен метод кој сега ќе се тргне бидејќи со европските примери има картичка за волонтирање. Целата идеја е тоа да биде полесно, побрзо, да. Механизми, со законот е регулирано колку може максимум на волонтер да му се плати трошок за кој не се плаќа персонален данок, дека волонтерот мора да биде информиран своите права, дека не сме да работи за џабе, дека треба да му се покријат трошоци за превоз, за храна и останати работи. Марко, имаат од твое искуство волонтерите некогаш ги осигуруваат? Ме интересира за работа на терен. И некога со книжката стварно да управа на почетокот го јан уште не знам далечната 2013, мислам 2014. 957 година. Кога првпат волонтиравме ни побара дали имаме книжки, дали сакаме да ни стават печат. Така да не сум запознат, мислам не навлегувавме подејќи знаеш тек дека што волонтираме гледаме да немаме толку административни работи, но за договорите да. Значи сме имале во неколку ситуации каде што се потпишуваат волонтерски договори, каде што тоа е баш еден лист каде што се кажуваат кои му се негови обврски, што треба да си ги знае, кај треба што треба да направи и како ти што кажа, мислам дека го спомна, е дека што волонтерот што треба да одработи или кои му се негови улоги во неговата работа, бидејќи обврски, да. Бидејќи често се случува, тоа е волонтер, дај да го најдеме и ова да го заврши и ова да го направи, но не е секогаш тој може да се злоупотреби многу функцијата на волонтер од страна на работодавачи. Токму така. И баш и затоа се прават тие активности и договори за да се регулира колку што може и да се знае он зашто е тука дојден, како е дојден и односно фирмата или организацијата да има напишано дека он тука волонтирал и сме во контекст на претходното прашање дали волонтирањето помага или се признава помага при вработување, баш такви тие потврди, договори или таа книжка требаше да биде доказ ако утре се вработуваш во одредена институција да покажеш дека ти стварно си имал искуство работно во некоја дејност во која би да зимнеме еден прилог во искуства, па после сакам да ве прашам други работи. Волонтирам во Црвен крст, форум 16 и 7 да ги направам. Волонтер станав прилика пред 5 години со волонтирање во културно-инновативен центар во Новаци. Јас лично волонтирам во АјСЕК, младинска организација, најголемата младинска организација во светот. Имаме кај нас тука во Скопје, веќе сум година и по член и можам да кажам дека сум презадоволна. Јас сум волонтер веќе 6 години во младинскиот центар Мултикултур. Добро е затоа што може да даваме решенија за проблемите во нашето општество, може да ги подобриме нашите вештини и да создаваме подобар свет. Па затоа што пред се помага на заедницата на некој начин, потоа се стекнуваат нови пријателства и се стекнува искуство кое ќе ни користи понатаму. Исто така се развива како треба да се однесува поединецот кога работи во тим, не само на пример да знае да се однесува како индивидуа во општеството, туку и да развие таа тимска линија. Повеќе зголемуваме самодовербата и пред се многу ни значи за градење на нашата идна кариера и за нашето CV. Го испофаливме волонтерство, само убави работи. Дајте ме интересира да чујам лоши искуства и лошата страна. Селина? There must be some. Something bad about volunteering? Ja, нешто лошо за волонтерство. Од преска кажуваме убаво е ова, убаво оно, вака така, сега веројатно има и некоја лоша страна која што треба да се извади на површина. Дефинитивно дека после меѓутоа моето искуство во Македонија не е мало лоши искуства. Не можам да кажам дека има меѓународното волонтирање се разбира може да вклучува некакви лоши искуства, како што се да речеме носталгијата по дома и различната култура и средината. Меѓутоа тоа се мали негативни работи веќе.
Јас би сакал мојата професија да е волонтер негде, како не изе. Од ваше искуство некој да ми каже... Секогаш може да има тешки или несакани искуства и како страна на волонтерка кој ќе се соочи со некоја работа за која бил ангажирана, бил злоупотребен или бил договорен за нешто друго, нешто трето прави, или со некои волонтери кои ќе дојдат од странство во Македонија со цел да патуваат, да шетаат, да не се посветат на тоа што се дојдени, па да има тука прекини на договори, да се враќаат, да ги депортираме. Сакам да погледам, знам дека имаше некои прашања на Facebook. Мислам дека беа прашања, но беа и коментари. Дали може да ги погледнеме, да ги поминеме само за да видиме што точно ни пишуваат нашите пријатели. Значи, ја ќе ги прочитам. Леа Мартиновска вика, мислам дека за време на пандемијава волонтерството зазема замав повеќе. Претпоставам дека за тоа се сложивме сите, во една или во друга форма, се повеќе и повеќе луѓе се вклучија во неплатена работа од кеф, што би се рекло. Евгенија Трајковска вика, се сложувам, многу луѓе индивидуално се вклучија во акцијата за помош за донации и слично. Донации тоа влегува како волонтерство? Не. Пренесување на донациите, собирање на донациите. Индиректно значи. Да. Или купување, пак волонтерски го купуваш нешто, донираш за некого. Значи, јас сум волонтер. Јас секој седми ден на бабата од први спрат и купувам по нешто. Да. Сега ми е малце. Да, ево. Антонија Стајковска вели, добра работа, ама кај нас мислам дека е слабо организирано. Претпоставам мисли на маркетинг, односно на популаризација и пиар. Како се борите? Има ли некој однос за стратегија како тоа да се расшири добриот глас и да се трае, освен што нели 15 години го правите тоа? Во глобала се промовира преку социјални медиуми и тоа го искористуваме максимално. Така да треба да бидеш заинтересиран, па секогаш кога најдеш правото место за волонтирање. Мислам, тоа е индивидуално организирано од секоја организација. Има илјадници организации во Македонија кои што нудат волонтерски активности. Али секогаш постои простор за подобрување. Најдобро е лице в лице кога знаеш со кој зборуваш и пример јас имам некој пријател и сакам да го приклучам во организацијата, така може он да има доверба дека ова не е нешто чудно и дека стварно би му било од бенефит. И кога веќе ќе се изминеш веќе кога ќе навлезеш во тој круг на организации, на волонтирање, всушност дознаваш кои организации функционираат на кој начин и можеш подобро се пронајдеш. Така што добриот глас нели е заради добрата работа. Добро, пред да завршиме и оваа според мене многу успешна тема, има ли некој нешто што изумив да го прашам, а сака да се надоврзи или да додаде? Јас сакав да се надоврзам на лошите искуства. Би рекла дека нема лоши искуства, дека сосема волонтерството баш напротив една позитивна страна, но едно нешто што секој волонтер мислам дека го искусил е тоа што работа со, иако колку е добро тоа да се работи со различни видови на луѓе од различни култури и сето тоа, па никогаш може да ни иде на многу терсена луѓе и луѓе со кои е многу тешко да се работи и тоа може да е попредизвикувачки, ама во никој случај нема да е негативна страна, туку баш напротив учиме да работиме со секако вид на луѓе, секако тип на карактери. И тоа испаѓа добро искуство. Да. Прекрасен завршеток. Дечки, ви благодарам многу што бевте денеска со нас. Се надам дека ќе имате уште многу успешна работа, ќе запознаете уште многу волонтери, ќе учествувате уште многу волонтерски акции. Селина, за тебе се надевам дека уште долго ќе го газиш асфалтот во Скопје и во Македонија и ќе ни бидеш во уште повеќе волонтерски акции. А вас, драги гледачи, ви благодарам уште еднаш што одвоивте време да ја проследиме и оваа тема. Не заборавајте дека се гледаме и следниот вторник. Следниот вторник имаме друга тема која што исто така ги засега младите. Нема да ви откриам, ќе мора да ја дознаете на нашите социјални мрежи. До тогаш, довидување, чувајте се и се гледаме на македонската телевизија. Чао, чао!